Во тема на денот разговарам со политичкиот аналитичар Петар Арсовски. Добро вечер, благодарам што дојдовте. Фала на поканата. Што читате од вчерашната средба Мицковски Таравари? Освен овие очигледни најави кои ги гледаме, се договоривме да продолжиме да се договараме. Јас мислам дека можеме да донесеме барем еден заклучок, а тоа е дека Таравари се уште по мислењето на Мицковски ја нема поминато црвената линија на соработка со ДУИ. Односно очигледно е дека Мицковски не е до крајот убеден дека Таравари се договорил со ДУИ. Тоа да беше така, односно Мицковски да сметаше дека Таравари соработува веќе експлицитно со ДУИ, мислам дека вчерашната средба ќе завршеше со малку поинаков епилог, односно со исклучување на Таравари од владата. Не е голема тајна дека и ВМРО-ДПМН, а и самиот премиер велат дека соработката со ДУИ е потек против сегашната влада и тука многу јасно се исцртани црвените линии. Така што најмалку тој заклучок може од таа средба да се донесе, а понатака ќе видиме што ќе се одвива до крајот на мај, иако и времето е кусо, бидејќи треба да се прават кандидатури за локални избори. Што калкулира тогаш Таравари? Еве јасно е дека можеби премиерот не е убеден дека линијата е помината, но која е калкулацијата на Таравари да од неговата партија денеска брифираат дека ќе преговара со вреди тие да ги поддржат неговите кандидати и така натаму, малку како на две столчиња? Јас мислам дека Таравари сака и да ја има својата торта и да ја изеде својата торта паралелно. Мислам дека на крајот ќе заврши во самостоен настап. Мислам дека смирување со вреди е тешко во овој момент, имајќи ги предвид острите тонови кои си го упатија, еве гледавме на медиумите одбиле и рака да си подадат на отварањето на делницата на автопатот Тетово-Тичево, нели? Тоа што го видовме. А од друга страна, преминување целосно во таборот на ДУИ е преголем чекор за неговите гласачи. Бидејќи кога се двоеше алијанса, гласачите за кои ДУИ е прифатлив останаа со села. Гласачите кои се опозициони дојдоа со Таравари, така што тој нема да има многу избор на крај доколку ја напушти владата, а мислам дека е тоа поверојатното сценарио, ќе заврши во самостоен некој настап, а потоа за втор круг, знаете како, на локалните избори имајќи предвид дека е мнозински систем за градоначалници во втор круг, тоа го оставам на страна, но евентуалните транзиторни коалиции во втор круг за локалните избори не значат политички трајни коалиции за избори. Факт е дека Мицковски има мнозинство и без петте пратеници на Арбен Таравари, но исто така и оно на што постојано подсетува ДУИ, факт е дека ќе има само 9 пратеници албанци во сопствената коалиција, наспроти 18, односно 17 плюс 5 на Таравари, 22 пратеници кои ќе бидат опозициски. А колку е тоа сепак закана за стабилноста на владата или колку ќе го наруши легитимното представување на втората поголемина заедница во државата? Зголемувањето на дискрепанцата помеѓу пратениците албанци кои се во опозиција и пратениците албанци кои се на власт ќе даде гориво на наративот дека овие кои се во владата се нелегитимни представници на албанците. Но Мицковски има доволно политички капитал и со сегашната коалиција да го издржи тоа најмалку до локалните избори. Ако претпоставиме дека локалните избори ќе бидат само локални. Мислам дека тој од политичкиот спектар на албанците е единствениот коалициски партнер за кој е сигурен дека нема да шурува со ДУИ, е Влен. И мислам дека тој ќе го потроши времето, нема зорт да прави било какви големи политички потези до локалните избори. Мислам дека ќе им даде шанса на Влен и дури ќе им помогне таму каде ВМРО-ДПМН во вториот круг може да им помогне со гласови за избор на градоначалници. Мислам дека ќе им помогне условно речено на лојалниот коалициски партнер и мислам дека дополнителни политички стратегии може да се дозволи да прави после локалните избори. Секако дека не може да издржи 2 години ваква ситуација 22-9 дискрепанца во собранието. Но 6 месеци до локалните избори се уште има Мицковски доволно политички капитал. За жал, инсистирањето на таквите патерици за Влен ќе ги оштети Влен. Така што Мицковски токму затоа се гледа дека го чувствува како еден вид политичко предавство, затоа што директно оди на контото на ДУИ. И во таа смисла неговата нервоза и острите пораки или си во оваа влада, или си со старите криминалци, ги толкувам во таа насока. Локалните избори неверојатно ќе бидат само локални избори, веќе роковите истекуваат согласно законите, но колку ќе бидат тие лакмус за тоа каде одиме потоа, односно ако вреди сепак без Таравари и спротивставен со ДУИ, кој се уште по анкетите има повистока поддршка, доколку не се приближи до албанската опозиција, ќе биде ли тоа неопходна потреба да се оди на предвремени парламентарни избори најбрзо што може, веројатно следната пролет?
Може да се покаже да биде така. Последната анкета, како што се сеќавам на Детектор, покажуваш дека Влен заедно со сите Тавари се глава за глава или некоја многу мала разлика со Дуи. Напуштањето на Таравари на таа коалиција сигурно го менува тој распоред. И тоа не е политички притисок кој долгорочно може да биде стабилен. Сега. ВМРО ДПМН може да ги надополни пратениците албанци од Европскиот фронт и без избори. Села веќе најави дека тој нема да учествува во коалиција во која е Арбен Таравари, бидејќи го смета за архинепријател. Мендух Тачи веќе зборува дека би ја напуштил таа коалиција. Се зборува дека и други пратеници се возможно да ја напуштат. Така што не би го исклучил сценариото со политички маневар да се надополнат албанските пратеници. Но повторно, во тој случај, Мицковски ќе ја решава судбината на албанските пратеници. Тоа ќе им наштети нив на рейтингот, тие сакаат сами да си решаваат проблемите, односно тоа би им го покачило рейтингот и може да се покаже во првата половина или уште повеќе во втората половина од 2026 да има некаков притисок за предвремени парламентарни избори. Имајќи предвид политичката наука, таа вели дека не треба да се прават премногу брзо. Треба да се направат онолку доцна колку што може да го издржите првиот мандат и да го ресетирате во втор. Во првата година што сте добили. Во овој момент и никој друг не бара избори освен Дуи. Слушнавме и денеска дека се навредени од изјавата на претседателката на државата која рече дека и без Таравари владата има стабилно мнозинство и потреба за избори нема. Велат го нарушува мултиетничкиот карактер на државата со таквата изјава. Имаше веќе најави отворени дека ќе излезат на улица и нема да се вратат, условување со одлуки на Уставниот суд, условување со одлуки на јавното обвинителство во однос на случајот вклучање и учеството на Кришник Бектеши како потенцијално обвинет, одлуки на кои во една идеална држава не би можело ни да влие некој политички. Колку вие закани или колку вие притисоци јавни може да предизвикаат во следните месеци ситуацијата да не биде вака мирна како што гледаме дека е во моментот? Според мене, она што јас го гледам е дека тригерот во основа би била евентуална одлука на Уставниот суд за законот за јазици. По она што го гледаме од најавите, Уставниот суд ќе одржи само подготвителна седница и вистинската одлука за законот за јазици ќе се случува после локалните избори. Така што дуи нема да има вистински тригер за да излезе на улица, а до тогаш. Овие наративи дека секој потег е нарушување на етничката стабилност и мултикултурниот карактер на државата, тоа е нормален политички наратив за една албанска партија која е во опозиција, која има изградено својот имидж врз основ на меѓуетничките односи која сака да се врати на власт. Се додека на тоа не се приклучат или меѓународната заедница или останатите партии од албанците да почнат да зборуваат дека навистина има нарушување на етничкиот карактер, тоа нема капацитет да создаде поголема политичка криза. Но секако ќе биде едно камче во чевелот на сегашната влада која ќе мора тоа да го хендла во текот на наредниот мандат. Велам, најважна е дискрепанцата во претениците и најважни се резултатите на локалните избори. Парадоксално може да се случи дуи да има повеќе гласови на советничките листи на локалните избори, но Влен да има најмногу градоначалници, особено заради соработката со ВМРО ДПМН во вториот круг, граничните вредности. Чаер, Сарај, Тетово, Гостива, Струга и така натаму и така на Кичево, каде ВМРО ДПМН доминира во македонскиот дел, а веќе Мицковски сака да им помогне на Влен, односно сака да им одмогне на Дуи. Така што мислам дека за конечна слика кај албанскиот дел од електоратот, односно од политичката елита, треба да ги почекаме локалните избори сепак. Петар Арсовски, благодарам многу за гостувањето.